Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска со документи ќе покажеме зошто Христијан Мицковски е најнеуспешниот директор на Елем и советник на Груевски за енергетика во времето кога немаше енергетска криза. Во времето на ВМРО ДПМН и Мицковски цената на струјата е зголемена за 100%, а Мицковски набавувал струја 3-4 пати повисока од пазарната, од цената на светските берзи. Овој документ покажува дека во јануари 2017 година Мицковски потрошил речиси 6 милиони евра за да купи 66.690 мегават часа електрична енергија, чија цена во одредени моменти ја платил и по 221 евро за мегават час. Во време кога немало никаква енергетска криза, ниту пак високи цени, и кога струјата вообичаено можела да се набави по околу 50 или 60 евра. Иако производствената цена на ЕСМ во тој период била 45 евра за мегават час, Мицковски купувал и по 220 евра. Тоа е разлика од околу 3 милиони евра директно врз грбот на граѓаните. Да ја произведел таа енергија од домашното производство, наместо да ја купи, немало да ја оштети државата и граѓаните и тие да морале да платат речиси 3 милиони евра повеќе. Еве ја вистината. Мицковски се правдал дека струјата мора да ја купи затоа што му паднале блоковите во рек Битола. Тоа е овој, вториот документ. Па како му паднале блоковите во рек? Нели работел како што треба? Нели ги одржувал? Објаснува дека имало ниски температури во Битола во јануари. Замислете. Вистината е дека ниту ги одржувал, ниту се грижал за рек, а најмалку работел како што треба. Тоа е истиот Мицковски што пишува статуси на социјалните мрежи за струјата, зборува за цени и меша баби и жаби во време на најголема економска и енергетска криза. Денеска домашното производство на струја е на највисоко ниво. Државата субвенционира 80% од цената за домаќинствата и се преземаат мерки за заштита на стандардот на граѓаните во услови на најголема економска и енергетска криза. Мицковски е најнеуспешниот директор на Елем кој нема никаков кредибилитет да зборува за енергетика. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.